Ти викам Мешевски, од која возам Мондео, сите господине, господине, господине па господине. Врзи се. Па да ти кажам и господине, мал зборов за ваква кола. Господине вака, господине така, господине да ти забришам шофершајвна, вика. Одлично. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости Игор Джамбазов и Гуру Харе. Ова е многу посебен трик. Ќе ставиме камилица и цела тегла мед. Ставиме внатре, абрача и дабра. За врвна релаксација и супер чувство наутро и попладне, чај со камилица и мед. Фала, тоа беше се за денес. Ај, заборев дека имаше мед во капат. Вие сте на вистинската фреквенција. Шоуто со Игор Джамбазов од минатата сабота продолжува сега, а овој пат му се придружува и Гуру Харе. Следат работи кои апсолутно не се пропуштаат. Чекај се само крај. Раска, жван, знаеш дека е жван? Не. Де се моје пари, генерале? Срам те било, од такви коти пропала е ова држава. Игор е човек кој ја заслужува мојата најголема почит. Кога ми ја правеа втората операција, таа што е по-гадната. Значи тоа изгледа прилике вака. Гледате ова? Се гледа? Значи буквално сум расепен на две. После концертот во Борис Трајковски ме викна председателот. Добивме официјална покана Игор Джамбазов и Гуру Харе да одиме кај председател. Кај Гуру Ѓорѓе. Така е. Добивме можност за пушење. И тоа у председателска канцеларија, што не е баш секојдневно. Излеговме, он ја држеше пепелјарата, меѓу нас двајца, пошто таму не е предвидено дечки да се пуши. А ој после ми каже, брат, која извади кутијата, ја мислам дека ќе извадиш погрешната цигара. Дојдовме назад во еден. Игор Джамбазов не е само со својот родител кој го видовме на почетокот негово интервју, туку дојден и со легендата на македонската музика, најдобриот блуз гитарист на овие простори, Харе Гуру! Гуру Харе! Мане, повели, Благодарам. Гуру Харе, со кој Во се програма нема сме? свирено, и Гуру Харе веќе и соло, полека. Па да. Така, како се викаше албумот? Overdose од блуз. Так. Еве го кумот. Куме изгони кесе! Чајче добро и успива, така опиште. Ги стави на YouTube песните, ги има да ги чујат ги има, сите. да. Сите можат да ги чујат. Веќе помина колку? 2 години од промоцијата. Харе, кој ти е фаворит? Твој личен од цел албум? Од албумот? Да. Што да чујат, пример, лаик, некој појма нема прв да слуша, што да оди на YouTube и да чуе. Тоа е скромен многу. Значи, највредна песна таму, што ја напишал, се вика Пријател. Пријател. Тоа е највредниот блуз што го напишал Гуру Харе. Најголем хит е Overdose од блуз, а песна со најмногу перспектива се вика Студен блуз. Значи, Студен блуз и Пријател да си ја чујат на YouTube. Апсолутно. Така, пријателчиња. Така. Инаку да ви кажам, дечки, неговиот последен спот Better Man го режираше нашиот пријател Фриц. Од пред некој време оди на MTV. На MTV Адрија? На MTV Адрија. Ако одеше на оно MTV се овој Не може тука да се види со нас. Он ќе го продуцираше све така. Добро, да, скромно, еве, прво на Адрија, локално, нели, регионално, па потом можеби и понатак.
сепак е медиум каде што може да биде чуено и видено. Тимот што победува не се менува, одиме значи понатаму. тоа е еден вид на омаж на Гуру Харе. Се што него му значило ни животот, он го има ставено во една песна. И во тие 4 минути ќе ги чуете и Битлси, и Болви, и Роджер Уотерс, Да, и страшно. Торси, и се помалку. Заедно ја слушаме. Знаеш, кога си да, правиш сега ми мастерпис на својот живот, он тоа го има направено. Ви препорачувам да ги видите. Better Student Blues и воопшто албумот да го слушате. И ново е тоа што си се вратил тимот што победува, ти, Джамбазов, Сашо Гигов Гиш и бендот Старите мачори. Ова Да, е да. нешто ново. Ова е светска премиера, значи веќе не разоткриваш. Молчиме веќе извесен период, песната е снимена. Видеото е во И подготовка. за тоа збореше Топлес кога си се снимал. Голи мажи, да, има и слушај, спотот. го снимаме спотот Топлес. Така. Мажи, за шминкерките се исто го мажи, они све виделе. Тоа. И прво ја гол, што? Јас сум бил гол човек пред 20 години, гол, ја, висато е тука све. Никој не гледа тоа, снимивме. Овој се соблече, така помлад, така Господе. Доаѓа Гишот? Сашо Гигов Гиш. Молам, што? Како? Ама викам сега направено. И добро, после малку снебивање, го убедивме, се соблече, брат, за мене и за него, Шварценегер. Рамбо. И вака го гледам, му викам, Гиш бе, брате, ти си за Порно. Ти си за филмови за возрастни, бе! Да, баш тоа, бе! Само да не се, само амфаз да. Ако се заврти од зади, више не знаеш што се дешава. Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Стојаков блуз. Да речеме кога ја го промовирав Стојакова, како такво на бингото. Стварно не знае луѓе кај е Стојаков. Кога откривме дека има панагир, чуда, дека е познато по зелени површини, еколошки, дека има трки за 1 мај со магариња, па една година ја одам со екипа и магарето што победува, му викам на тој, ко се викаш ти? И он вика, драге од Богданци. А магарет ко се вика? Он вика, Натали. А магарет тој еден кој го изводи као батко, така на ово. Ама пошто Натали бинго у тоа време бео, ко се вика магаретството? Натали. А Натали вака му зише да потако. И сега на тој панагир, они чистат центар на село, се прави сцена, сцената се прави од неискористени маси за летна тераса. Се места, да речеме, 70 такви маси, на нив се стават картони, па платно и тоа е сцена. Да, и свиревме. Мислам дека беше приколко трактор. Приколко Претворена трактор во- ти е кетерингот. Тоа е тоа. Тоа е као да. приемна кукичка. Супер. И ние тука, и таму е родена песната. Центарот на Македонија, а? Тоа е центарот на центарот. Ево. Тргна во потрага по малку нови, малку свежи, позитивни вибрации. Сите звезди над Стојаково смело излегле на нови бурни демонстрации. Седам во центарот на Македонија, посеќаваме сам што значи. Во една чудна хармонија, меѓу мене Боб Дилан и едно топло пиво стојачко. Зелено, вечерва сум расположен, зелено, твој сум сестро, зелено, на вечер сум обично расположен, зелено, биди нежна сестро, вселено, квак, 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 квак. Тоа ти е Стојакова, тоа е. Што е со центарот? Не знаеш сериозно? Значи, местото кое беше underground, не само во Стојаково, не само во Гевгелија, во регионот, туку и во Македонија, и со моја помош за 2 години секој понеделник оте клюка некој, тоа е, се викаше X. Значи, кафе бар во Стојаково, кој се викаше X, единствен во тоа време. X. X.
дека још Уфикс. дека ќе Уфикс. 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 Сега што е работа со Иксо? Значи кафе барот е Икс центарот на село Стојаково. Добро. А село Стојаково, кога ќе ја земеш Македонијата што ја земаа со Букурешкиот договор, со се халкидики, Добро. до Јерусалем, до кајде тоа. Така, и кога ќе опнеш 16, како се вика тие диагонали Меридијани. меридијани на кругот, центарот е Стојаково. Стојаково бе дошо бе. И за тоа е центарот на Македонија. Македонија. Топ. Јас сум седел в центарот на центарот. И сега ме тераш да тргнам за новата книга, да те прашам, кај што фактички оваа песна, а и сите твои, Да. се напишани. Да, сите Како- текстови што како ги напишал песмарица. за себе, за Харе, за нашава дружба, за Тамара, за Каролина, за Нокаут, за Еден Ребека, тон. за ова. Сметам дека имам фанови во Македонија кои признале одамна дека сум јас добар текстописец. Да не се к***име. Добро. Добар. Сметам дека еден добар текстописец треба да ги Така. објави еден ден, излегува Така е, 5-60 така такви е, убави. така е. Има И наслов. стварно диши длабоко. Диши Како длабоко, да се вика, диши одлично, длабоко одлично. се вика. По една од тие најпознати мои текстови песни да речеме. Така. И во дилема сме веќе месец дена со Гуру Харе, бидејќи тој ми помага да се сетиме што се имаме напишано и тесто. Чекај малку, ние контактиравме некои што за кои што си им пишувал песни, па што им рековме, ајде имаш 30 на секунди, кажи му нешто на Иги, ако сакаш Ајде да ги ќе видиме, почнеме ајде. од нашата Ако не и ги видам на ваша телевизија, Тамара Тодевска, пуштај ја Тамара да ја видиме. Лила. Здраво, Жаре! Здраво, Спасе! Она спаси. Здраво, Игор! Што правите, добри? Еве и ја добра. Фала на прашањето. Видиш ли го, Него. Пошто ви Игор ме Згодна, гости, бе, сега брат. кај мене за ја да кажем нешто, ја ќе кажем нешто. И Ова Тамара нека му тоа се прави. се запамети. Многу сум срекна и многу сум благодарна на Игор што ги напиша тие текстови за мене и што тие песни станаа безвременски, што ние тројцата заедно направивме безвременски хитови. Он беше толку добар и прекрасен, па ме сослужа онака татковски и ги преточи моите приказни вистински на хартија и ги направи така прекрасни. Многу сум срекна што го познавам, пошто е еден и единствен и да не ти удирам толку многу четки. Кажи како стоиш со кандидатки од кога ги напиша тие хитови. Чао и се најво. И едва чекам да видам. Значи има две жени во мојот живот што цел живот ме лажат дека ќе ми наместат други жени. Едната е Дотка, мојата сестра, а втората е Тамара. До сега го немам мачорчето ни натопено. Ниеднаш. Ниеднаш бе дошо, бе, ниеднаш. Ако некад си фатам дечко, да знаеш дека е заради оваа креатура овдека што се појавува. За што збори, фактички ти ја седна, ја сослуша и после тоа се за неа песни да речеме, не се тоа твои да речеме доживување и слично. Па да ти кажам вака, она е една Како од беше тие процесот? кои кога имаме готова музика и викам зашо сакаш Злато да биде оваа песна? Ма сериозно. бе, Има да, некои пеачи што пееле за се и се што. Така. И доаѓа момент во животот кога треба иако јас не сум се слагал многу со текстовите што таа претходно ги пеела, тоа биле тинејџерски песмици такви и ова. И на овој албум ми напишав една песна, се вика Врвот е дно. И мислам дека тоа е нејзина композиција, на која ми дозволи потполна слобода, а инаку тоа е можеби еден од позрелите текстови што јас сум го напишал, затоа што сакав и објаснив, сакам Тамара да пее малку и ангажирани песни. Значи, она веќе нема 22 години, веќе е мајка, веќе е во брак, веќе станува дама, не е повеќе девојчица. И Врвот е дно е првата ангажирана песна што ја испеала Тамара. А тажна Тодевска. љубов е напишана шолја. Така таа рече. Тоа се слепченски анекдоти кои не се за прераскажување. Не би било убаво. What happened in Slepče stays. Стейн слеп. Ја знаеш што би сакал. Ја би сакал да ни направиш кеј некој од Тамариниве песни што си ги напишал, ако може еден рефрен ти да Ајо, искаш да те сакаш. чуеме. Ајде. Ајде да видиме како Игор звучи тоа. Ево што правевме муавет.
Слободно. Хоп. Хоп. Се ми мириса на тебе, како да си разфрлила некој парфем насекаде, ама баш насекаде. Патишта, улици, тротоари, патеките стари, по кои некогаш се сакавме, а некогаш не. Се ми е некако испревртено, како одраз во искривени огледала, на кои Тамара никогаш не ни погледнала. Зашто врвот е дно, а доброто зло, а љубовта е на почесно место последно. Врвот е дно, а еден е сто. Само ти и јас ко едно заедно. Thank you. Пуштете следно видео. Ајде да видиме кој е се. Buenas tardes, gran saludo a todos en el estudio y me alegro de que de esta manera permito que yo sea su invitado de esta noche y es de esperar pronto en Macedonia. Значи голем поздрав до сите во Македонија. Најголем поздрав се разбира до вашиот гостин вечерва Игор Џамбазов. Што би му посакал на Џамбазов? На Џамбазов би му посакал да биде тука на 3 декември, затоа што имавме купено карти за дербито Барселона-Реал Мадрид. Веројатно од оправдани причини он нема да се појави тука. Меѓутоа не беше за утакмицата работа беше, не знам дали знае он дека во последно време не им оди баш најдобро на Шакира и на Пике, така што можевме да искористиме многу добро таа Пошто шанса. Пике е згоден дечко. Меѓутоа некоја следна прилика. Во јануари исто така има многу добро дерби, така да се гледаме тогаш. Поздрав до сите гледачи, Жаре, поздрав до тебе. До сите гледачи на еден на еден. Таја. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Не се чудите, у Барселона касни времето едно 10 години. Само да ви кажам нешто. Па нема ни 5-6 дена. Чекам преснимање во МОБ, во Бистрото и Вибер. Мајсторчето пишува. Мајсторчето ми се од Барселона и вакаме. Маестро, викам кај си бе маестроче. Маестро. Во раката држам 2 карти за Барса Реал. Чи он купил 2 карти, една Злато за него, вредито. една за мене, да гледаме Барса Реал. Знае колку ја полудувам на тие работи. Кога бе викам срце? 3. И се како да му објаснам ја дека на 3 декември со Гуру Харе свириме во Велес. Како да му објаснам ја на Реал Мадрид и на Барса? Како ќе ме свати Роналдо бе? Што ќе помисли за мене? Да. Ретко која жена ми понудила таков подарок како Пере. Да знаете. Пере одлична Да знаете. жена. Пере да беше жена, Пуштај. 3 пати ги бевме разведени. Маестро, што ми ја напиша песна, фала ти за целодневната дружба од пред некој ден во Бистро. Што друго да ви кажам, не се смета овака што сум облечен, моментално сме на представа на Клеопатра. Терајте си убава емисија, интересна, поздрав од мене, толку, чао. Тара Александар Тарабунов,
пееше моја песна лани на Скопскиот фестивал. Инаку песна што јас ја напишав, рокерска песна за наш албум, за тоа, бидејќи сум другар со неговиот татко Ванчо Тарабунов, Парадовишкава линија продолжува до моето омилено место во Радовиш, Рибникот, од кај што си ја зема фамилија Џамбазова Бавчанска, еве окумот за Бавчанска. Значи тоа беа тројца најдобри другари. Крсто Скубев, кој едно време беше во македонска опера и балет, еден од главните типови, Ванчо Тарабунов, и Чичко Славе Таушанов, кој кога бев ова лето, пиевме ракија, зборувавме за иднина, како ќе го направиме Рибникот, и он почина, брат, после само 15 дена од нашата дружба. И некако и нивната приказка, не би сакал да се растори, ама знаеш, кога од тројца другари првиот ќе замине, тоаш веќе се станува. Во секој случај ова е едно добро дете, многу воспитано, честно дете, добар пејач, а облечен вака смешно, бидејќи статира во балетот Клеопатра. Во опера и балет, така е. И му го даде најтиркизниот костим што постои. Да. И плюс го нашминкале. Поздрав до сите Тарабунови, поздрав до Радовиш. Пуштай да видиме следен кој е. Дечки, будање! Лила! Здраво, Игор! Здраво, Игор! Лашмин во кодла! Ваник, да ти кажем едно здраво, да ни дојдеш дома, да не видиш, зашто дана не си дошол и си дошол, брат. да добиеш некоја инспирација за песна нова. Поздрав, те сакаме. Беки, Ребеката? нешто убаво на Ребека е на Игор. Да. И сега ќе кажам нешто што никош не сум го кажал. Нешто убаво е всушност песна напишана за Тијана Дапчевиќ. Тогаш Тодевска. Тоа многу се друживме, ни пееше пратечки вокали. Тијана пред да замине за Србија беше не знаеше кај тера, што викам старите. И баш денеска со Харе правевме мует, викам, она во вистинско време замина, оти свати дека мора да ја бара среќата на друго место. Так. Ова песна за неја и дадов една година да најде продуцент, ова да ја сними, во тоа време беа популарни спотови. Она тоа не го направи. Ден денеска и е криво, но бидејќи мене ми ја повреди суетата малку, бидејќи подарив песна што она не изреализира. Еден ден дојде кај нас дома, уште со Искра бевме, дојде Беки, која во тоа имаш време љубовни проблеми со сегашниот маж, директор овој кој е начелник ове клинике сада што ради. Тоа дојде со плачење и да ја утешам, ја подарив оваа песна. И не само песната, туку и спотот. Го правиме со Бане Томато, тоаш се беше на другарска основа и на тоа. Ова е една од понежните, поубавите песни што сум ја напишал за Беки, а инаку Гуру Хари и јас имаме за нејзиниот последен албум напишана песна која се вика Земи или остави, негова музика, мој текст, и тој текст меѓу другото го има во книгата Дај што ми малку излегува. нешто убаво. Дај малку, ајде. Денес е специјален ден, малку влажен од дождот, што од Сабајле пак се прави важен. И не знам дали вреди на ваков ден да си тажен. Ова е некој лажен ден. Денес е специјален ден, денес можам кого сакам да го извадам од кожа, да ти се јавам и да ти кажам, денес е тој ден за конечно да кажеш нешто убаво, нешто обично, нешто логично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Па, Беки! А сега нешто од човекот кој немаше храброст ова да ти го каже во лице. Ау! Џамбаз, Еј! пред недела дена те барам. Дај ми ги фотките, спотот не може да го заврши. Еве ти ги фотките, бе! Ај, чао. Ај, чао!
Нема Што е со друго. фотките? Ама ова е Нема многу друго оружје, смешно, ова е дечки. снимано Ова е во многу битола, смешно. може чувствуваш. Значи, секоја шуша на интернет има по 700 фотки од бебе, дете, тинејџер, матурска. Ја немам ни една, брат. Морам јас довесно жал. Кој знае у која кутија, од кој квази брак, у која гаража ми се Не, тоа са ти филмот преш, кажи ти Абе, што е со немам ни фотките, една човече. будало, Колку вие време го го чекаш чекаш ти ти за фотки? Потот на старите мачори, покрај делот што го снимивме, Кај што се голи? точно, голи мажи, ќе содржи и фотографии од детството. Значи, јас и ги си донесовме и се најсликаното дете во Македонија, го чекам, значи, 10 дена сестра му од Африка да му ги прати фотките од Танзанија, разбираш? И преска да ги прати! И му ги прати. Значи, апелот вроди со плод. Ауе! Од Танзанија му стигнаа фотографии. Господинов не може од... Ама не, сега го ти кажам, као Саманта Фокс да нема прслуци. А ти за младата публика го погоди. Саманта Фокс. Саманта Фокс, вие не знаете Саманта Фокс. Ја знаете, touch me, touch Дечки, me. сите по дома одма. Поготово машки, бе. Значи, Саманта Фокс, Изненадување. како да ви кажам, го Значи, имам откриено и унапредено онанирањето како такво. Боже, Како Игор, убава работа во животот со Боже, која Игоре. изфрлаш калории, нервози. Јачаш тесница. Саманта Фокс, ништо вие не знаете, ништо вие не знаете. Изненадување за Игор, изненадување. Ова мислам дека не очекуваш. Бре, Тито нек доđe па да умрем. Друже, Тито. Игор е човек кој ја заслужува мојата најголема почит. А зошто? Затоа што јас ги почитувам возрастните луѓе. Кога велам возрастни, тоа се луѓе кои поминале многу во животот, кои се справувале со многу проблеми, кои доживеале, преживеале и надживеале многу разни ситуации. И кои се богати со искуство, интересни за слушање и за гледање. Така да, по она што Игор го има доживеано, преживеано и надживеано, по моја слободна процена, тоа има барем 150 години. Така да му посакувам уште наредни 150 години успешна работа и живот. Браво! Значи, најсмешната работа е кога ми ја правеа втората операција, таа што е по-гадната. Значи, тоа изгледа прилике вака. Гледате ова? Се гледа? Значи, буквално сум расцепен на две. Не е битно. Битно е дека првата ми ја прави некој од неговиот тим, тој не е тука, втората ја прави тој. Ми ставаат спинална инекција, таа во рбт се става, на трудници. Значи, од пупак надоле, ништо, не осекаш. И седиш и околу мене 70 души, такви. Не ми се вртиш се во ред. Јас помирен дека нема се рад. Не е битно. Супер. И онака се, доаѓа он. И сестрата лево од мене ми става пред мене еден параван тиркизен. Толкав и викам, што е ова? Она вика, да не гледате. Викам, да, тргни тоа. Хочу да видим. Така? И сега он почнал, ми објавува дека почнуваме и вика, сакаш ли ти пуштам музика? Викам, сакам. Радија има на располагање, он лично. И ги менува. Кажи кај да застанем, викам, кај сакаш? И он преш. Сите приказни, исти се, тажни ко ова. И јас сега му викам, докторе, погоди ми ја песната. И си спиреше тоа радио. Ја тоа гледа во живо до моментот додека не заспа, бидејќи и спиналната и така. И ова одеш. И ова одеш. Да, бе, сите приказни тажни ко ова, бе. Ова е една од ретки песни што ја не ја пеа, бе. Као Дорис Драговиќ на времето. Само да имам два прста, он и пеа. Мишо Ковач. Гледај сега го знаете. Ајде. Сите приказни исти се тажни ко ова. Само ти си ми го
тажен. Сите секси се тажни. Сите. Што идеш сега? Си знаат? Ти за Макфест извои се од Секој крај е почеток, но не сакам фрази досадни. Сега заедно. Ти само помисли на тоа што се можевме. Може би е досна, а може не. Дали крајот вака мириса? Ние двајцата сме за 3 декември у Велеза, таму сме ти И ајде помисли на тоа што се можеме. Гитарче само. Може би е досна, а може не. Дали Вече ти пишеш и од оваа страна. мириса? Гледате превара што е? И од таму си има све. И викате колку е паметен овој Жаро и лагал брат. На. Много е вика паметен, тој све знае тоа друг. После концертот во Борис Трајковски не викна председателот. И добивме официјална покана Игор Џамбазов и Гуру Харе да одиме кај председателот. Кај Гуру Ѓорѓе. Така Гуру е. Ѓорѓе. Гуру Ѓорѓе рокер. Добро? Рокер брат. У душ. Значи слични плочи дома снимале јас, со он аудиофил. и Ѓорѓе наш. Одиме. Пред нас нека кинеска амбасада била таму. После нас нешто колумбиски картел. Не е битно, важно, ние сме тука. Дојдовме. У приемно оделење. Седнавме доја председател. Нешто беа растрчани, сам беше. Ни домакинка дома, ни си ништо. Сами. Кафе може. Кафе, може, Онда не ви музика, Pink Floyd и по едно време мене ми се припушува, брат, ама очајно. И вака му викам, председателе, како стоиме овде со пушење? И он ме гледа, викам, Игорче, јас го потпишав законот, те молам, ако испушиш тука цигара, значи дека... И сега ја очекам одговор, пошто ја би запалил и тука. Не И категоричен. му текна. Добро? Може на тераса. Слушај, излегуваме на тераса. Гуру Харе и ја. Може и јас пред терасата да стигнеме И само Ѓорѓе да чујам Мајков. публиката. Чекај. Не беше баш така. Ај како беше? Значи го донесоа кафето, слушни се како беше уствари. И него му Затоа се е пуши гуру, бе. цигара, Така е. разбираш? И вика, председателе, овој мој гуру не може кафе да пие без цигара. Така, ти си крив. Така беше. Ова е вистинската Во верзија. секој случај добивме можност за пушење. И тоа у председателска канцеларија, што не е баш секојдневно. И не ли на тераса, бе? На тераса И излеговме, се слушај што е најсмешно. Излеговме, он ја држеше пепелјарата, меѓу нас двајца, пошто таму не е предвидено дечки да се пуши. А ој после ми каже, брат, која извади кутијата, ја мислев дека ќе извадиш погрешната цигара. Слушај, За среќа тоа што имаше жуто филтерче, тоа го извади. вие сте се расслушале Pink Floyd едно друго. Не, потоа све. се повлековме во приватните Во одаи. приватните одаи, меѓу книги, плочи и тоа, Так. ни дадоа полнити пиперки. Точно така. И таму ја извадивме другата цигара. Не, маше, не, бе. Во секој случај си поминавме едно благонадежно, прекрасно пладне со председател. Добро. Ретко кој рокер блузер ја имал таа шанса во Македонија. Макар не пцујат утре, ми смо били код председника. Така. Ко не знаете што правите? Попушили смо кod председника. Раска! Не го менувајте каналот, следуваат нови возбудувања. Ке се случи ли неверојатното и Игор ке го скрши шишето од глава, дознаваме по рекламите во 1 на 1.
Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Големата Стобиранка влегува во својата завршница. Првиот Toyota CHR хибрид во Македонија те чека можеби токму тебе. Вози скутер Априлија или освои една од 175 други вредни награди. Грицкај Стоби и продолжи да стобираш. Последното новогодишно излекување на Стобиранка е на 25 декември, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози! Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. Вистинско уживање од млекара Јока. Највкусната павлака Јока, создадена од 100% природно млеко, за вас и вашето семејство. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. LightShock, the lightest and strongest Samsonite ever. Samsonite for life in motion. Во вторник, само во Нова Македонија. Најубавото детско списание Колибри Плюс. А во него, кои кратенки ги користат децата на интернет. И слушнете сега, ова не е шега. Не еден, туку 2 таблети за најдобрите и подароци за сите. Колибри Плюс. Пролетај повеќе. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Види го пак седнал. Абе што правиш бе? Цел ден си дома, сметки уште немаш платено, срам да ти е. Че какви сметки немам платено, да видиш како се плаќаат сега сметки, да видиш. Никој не ти платил вака сметки брзо како сега, јас што ќе ти платам тебе сметки само 3 бројчиња да платени се сите сметки, маче. Платени се, ме не ме викај платени се, само седиш дома. Што не донесеш нешто за јадење, ја цел ден да седам во кујна. Ти ми седиш во кујна цело време, како смееш ти да седиш во кујна, бе маченце, види сега како овде ќе видам, сакаш пагетчиња да земам, тортелинчиња, има спанак, има рикота, ако сакаш, не. Ти знам, сакаш пицичка со куленче, еве една голема фамилиарна, само за тебе, една малечка за мене. Еве маченце, и тоа е купено.
А зима што иде? Уште јакна што си немаш купено, ќе се разболеш и после јали да те пазам. Ја да ти варам чајвица, да не бе мати, голен. Чекај, па немој така да ми спориш, нема да настинам, ќе си купам една јакничка сега, една и за тебе ќе купам сега јакничка, а и за сестрата ќе купам една дебела таква розева, знаеш дека она таква сака. Еве купено 3 јакнички, еве само 3 бројчиња, готово, маченце купено, нема никој да ми испонастина, уште нешто да не треба. Чекај, стварно се ова направи? Да, бе, маченце, што ти на тебе? Охо, ручекот дојде, оди земи го. Зашто го сакам моето Форд Мондео? Јас како вице-премиер мора секогаш да го имам најдоброто, без затоа си го возам моето Форд Мондео. Мондео беше автомобил на годината во Македонија. А и швалирката па мене ми вика дека јас сум бил вице-премиер на годината. Еве баш се одам по неа. И жена ми. Еве, онака на работа. Стандард, досадно. Што ќе преш? Тоа е. Каре, кажи ти мене за Outmind. 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 Out of time, out of space, out of any human race, I'm out of mind. Outmind е една многу прогресивна македонска група. Добро. Составена, значи, од мене како таков. DJ Жба и прекрасната наша вокалистка Калина. Така. И ете, обстоиме веќе 10 години скоро, меѓутоа изгледа дека сме се уште премногу прогресивни за нашиве тука простори. Какво време дојде Хари и Игор да не се мејнстрим, да се underground. Тежок underground, можеш да замислиш. Абе, ја мејнстрим на Макфест сум пеел, бегај тамо мејнстрим. Тоа беше пред баптайзинг, пред покрстувањето, Да ти кажам нешто сега. Ајде. Значи, постојат во Приштина 2 клуба кои се релевантни на ниво на регион, не на ниво на Косово. Тирана исто има многу овој клубови. Тирана. Значи, Гуру Хара е поголема звезда во Тирана, во Драч и во Приштина, отколку во Македонија. Нешто ко со Дурловски Јапонија ова што зборевме. Нешто ко со многу други луѓе. Да се ми жив. Нешто ко со многу други луѓе. И еден од луѓето што јас не слушам таква музика, но неговата ја разбирам, Outmind го разбирам. Значи, дечки, не Outmind со О напред, Outmind, со А, Outmind. Влезете после ова да чуете како ви се вика музиката? Па не знам. Виш, нели знаат ни како. Чека бе, Харе, дај, може нешто добри се човече. Не би рекол дека е ден себе, би ја крстил Дзенц. Дзенц, да рече. Тоа е нешто ново. Да. Може да се долови со една гитара или не? Па не може без. Ајде да видиме чисто батехаре. Еве го, значи насловната номера иде овака. I'm out of time, out of space, out of any human race, out of time. I'm out of time, out of space, out of any human race. I'm out of mind. Пази како се дзенза. I'm out of time, out of space. I'm out of time. I'm out of mind. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Име што допрва доаѓа, значи, што да кажам, млади и Куба талентирани. што не знаат. Па вие затоа не сте во Македонија популарни, па на Ова е англиски се 4 месеца песни, пред брат. геријатрија, Ѓорчеве. 4 месеца пред геријатрија. Кој бе? Out of time биле они, out of space. Кој бе, овие? Кажи, жаре. Со кој си работел од музичариве, а пример никој не би ни погодил? Со Јанко Узунов. Браво, царе. На самите почетоци. Инаку Бог за да го јавноста, прости Јанко, од Бог да го прости, едно... Учев гитара кај Јанко, ти не знам дали сум. Браво, Ја, значи го ретко разбрав. музикален човек. Имаше школа за гитара и може би беше еден од најдобрите ритам гитаристи Узун. што во живот сум ги Естрадна школа, Може ли да ја музичко кажам нешто? пење. Не сум сигурен дали сум. Мислам видел. Ја на дека не сум 16 години Никогаш, свирев со него. Ќе фрлиш спекулација некоја? Не, ова е многу смешно, морам да ви го кажам. Дури се мислев дали да го пишувам во книги, бидејќи он сега почина надејно. Јасно. И сега дома не е баш за да некој се заебава со тоа, иако мене тоа ми е стварно во вака се да ви кажам.
Ова е, да речеме, крај на 80-ти години, односно 89-та, кога на Косово беа последните демонстрации пред да се распадне Југославија. Последен пат албанците побараа Косово републик, се и беше многу густо. И во тоа време, во Драмски театар, тогаш јас веш вработен, ми стигнува покана на 17 октомври во 5 часот да се јавам во општина Карпуш, да понесам со себе воена опрема. Ние тогаш регрути сите, Резервен состав. у случај рата, бежите авионима јата. Значи и имаме тако. И са у 5 сат са бајле. Културно-уметничка бригада, КУБ, во која членувавме. О, сериозно? Најсериозно. Ајде. 89-та. Јас, Јовица Михајловски, он се извади првиот ден, пошто дедо му генерал, нели тоа, не дое, нешто е болестан. Емил Рубен глумецот. Така, добро. Кирил Рибарски на тромбон. Чарли покојни саксофон. Сузе Спасовска у војничко. Ај. Јанко Узунов у војничко. Жаклина на Јанко у војничко. И одиме во 14 касарни во Косово да го дигаме моралот на војската која у тоа време е набутана ЈНА на Косово, да не дојде до распад на... И одиме, тоа е све земено, така на препад. Ја и Емил кажуваме скечови, овие свират, овие од балет играат, у војнички дела. Музика. Прекрасно. И некаде во некој печ, во некоја касарна, после настапот, едно убаво паркче, и сеќам јас седнал на пушам, не се пуши у спалаона, нели? Така, и гледам на другата клупа Јанко Узунов. Само војничко, натажено, во тоа време фамилија, се. И си правиме вака у мракот, те ли си ве срце му? И доаѓа он, и вака се гушкаме. Тешко ни е, брат. Значи, од дома разделени, не знаеш што ќе се случи, војна е на... И вака го гушкаме и викам, кажи бе сега срце моје, дали во овоа се исплате за 10.000 марки? Какви 10.000 марки? Ја му викам, шо ти нели зема 10.000 марки? Ја го знам ово. Зашо бе? За овоа 14 концерта свиреш, правиш... 10.000 марки или зема? Викам, ја не, те не се мешам. Оди генералот, питај го, јас земах парите, за тебе не знам. И вечерта на вечерата, иде Јанко генералот и вика, де су моје пари, генерале? Срам те било, од такви ко ти пропала е ова држава. Ти ćeš на војни суд, ти ćeš да најбеш, ја ти то гарантуjem. Генерал! Да, генерал! Ма какве паре, бе, никој не узел паре, ама Јанко Узунов во тоа време се палеше на тие работи. Го наместивме многу. Леле, ти си го насамарил, бе, кој до... 3 години, да. Леле, па и не треба. А мислам, откаде не ми ми прави. волшебното самарче? Да, од кај волшебното самарче? Ето го. Така, партизанската. Едвај се смиривме, едвај. Раска! Оваа фантастична епизода ќе добие и фантастичен крај, кога Игор ќе скрши шише од глава пред сите во студиото. Или нема да се осмели. Останете до крај и ќе видите сами. Добро, од сите што се во песмарицава, да ја речеме. Добро. Која песна ти би одвил како некоја што има најубав бекграунд, најубава приказка позади неа? Знам дека ти е тешко сега баш една да кажеш. Па има една. Како беше она што ме прогонуваше мене едно 6-7 месеци? Рифот? Слушай го рифот. Ја вика имам риф. Значи, дечки, ова да речеме повеќе од 6 месеци. Мојата омилена. Кога имаш нешто у глава и не можеш да го решиш 6-7 месеци. Ти правиш се. Што треба? Стануваш, јадеш, идеш у ВЦ, се тушираш. И ова. Ти е стану? И ова. У глава. Цело месеци, дечки, ова е траума. Да. Акустично. Акустично. И слушай се. Ево ова дека отворен акорд, бе, брат. Некои луѓе најдоа начин да ја убија досадата. Сватија колку е лесно денес да си звезда на естрадата. Претходно има пено само во купатилово кадата. И
се колнам кај мене во мало има подобри на клупите пред зградата. Ла 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 ла. Мразам плейбек. О мама мама мама. Мразам плейбек. Фалсификувана галама. Како расипана салама. Како чифтек. Ова е 21 век. И мразам плейбек. Тоа е тоа. Е сега нешто што не знаете. Најголемото и најбитното мое второ јас е уствари селјакот. Овие се млади, не знаат што е селјак. Не? Да, селјаци знаат што е селјакот. Не се сметам, ма се запознав. Селјакот. Жара ме натера да направам джингл за некакво stand-up number 2, 3, например. И се роди еден од подобрите блузови. Оти гуруто рече, брато, ова е блуз. Све се блуз хармонија, ама пее еден таков нов, надобуден. Само чајчево да се... Селјак еден. Аплу за Пепер. Може? Дај ме отпочнем. Легна на паја. Вчера најдов една многу стара фотографија. На неа во црно била буја, сами тија. Јас во костум, ти во скај од кожа, чиста мафија. Сме се сликале скришно на час по географија. Ама тоа е за посебен жар. Референт, одиме! Не се издржва ова појке, не се издржва. Га-га-га-го-гам, кој ке издржи од ова појке, и тој не раскажва. Дано, не се издржва ова појке, не се издржва. Кој издржи, тој не раска... Чекај се, само крај! Раска... Жван... Знаеш дека е жван? Не. Не знаеш кај е жван? Кој ми ги носи вакви гости, бе? Игор Джамбазов, еј! Што правиш, бе? Што правиш, бе? Што правиш, бе? Ја да врашам, дојди. Жаре да ми кажеше дека е вака ризично, ја... Еј! Дали знаеш кај е жван, бе? Не знам бе кај е жван, беге таму. И... Ова ќе ти треба да те залечи сега, сигурно си нешто. Чајчиња Good Nature од најдобрите. До чајчиња стигнаме. Мајсторе, витаминка за тебе. Витаминка за гуруто е. Витаминка више. Брат, како секој брачен пар заслужува викенд за двајца пријателе у хотел Гогол. Да си одите да одморите. Дами и господа, кажа се, испеа се, скрши флаша од глава. Извини. Викенд на Халкидики за двајца? Ако има Гогов на Халкидики, таму сме. Јас се извинав, не видам. Гогов Пехчево. Го. Игор Джамбазов. Гуру Харе. Everybody. Страшно. Страшно.
беше страшно. Страшно. Страшно си бил еднаш едела, како влад, страшен влад на кол, спешен си од здрав. Страшно, 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 страшно.